Денеска во Струмица на градскиот стадион Благој Статов ВМРО-ДПМН одбележува 36 години од своето основање. Како што и претходно кажа премиерот Христијан Мицкоски во пресред на одбележувањето тука во Струмица, ВМРО-ДПМН е била партија која што во текот на целото свое постоење ги заштитувала македонските национални интереси, а она кое што е сега главната цел на партијата за воиднина е подобар живот за граѓаните, подобра економија, повисоки плати, институции кои што ќе работат во корист на сите граѓани на Македонија. Околу она кое што ВМРО-ДПМН е представувало во минатото, со кои се целите зашто било основана оваа партија и како треба делува воиднина, во овие вести ќе разговараме со претеничката и член на извршниот комитет на партијата Дафина Стојановска. Добар ден, господја Дафина, ви благодарам што прифативте гостување во Вестерн Алфа. Со кои цели беше ВМРО-ДПМН формирана пред 36 години? Точно така, пред 36 години беше периодот кога во Македонија веќе се гледаше крајот на едноумието, почнуваше да се распаѓа комунистичкиот систем на територијата на бивша Југославија и токму тоа беше периодот кога основоположниците на оваа ВМРО-ДПМН одлучија дека треба да се формира една партија која што буквално ќе се грижи за развивање на демократијата во самостојна и независна Македонија. Тоа беа првите чекори и сметам дека до ден денес ВМРО-ДПМН гази по истата патека, секако со нови предизвици кои што ги носат новите времиња. Знаеме кои се состојбите во сегашност, какви проблеми во Македонија на патот кон Европската унија, она бугарска блокада. Кои се политиките врз кои што треба се стреми и темели ВМРО-ДПМН во сегашност и во иднина? Токму така, затоа и напоменав дека се соочуваме со нови предизвици, но секако дека не забораваме како започнавме, кои беа идеалите и секако дека со нив треба и да ја газиме иднината. Точно е дека европскиот пат е зацртан и во статутот на нашата партија од незиното формирање, но ние го газиме европскиот пат достоинствено, воведувајќи европски реформи кои што секако дека од нас се бараат и секако кажувајќи ја вистината за Македонија и за онаа неправда која што Бугарија сака да ни ја наметне, а која што за жал ја прифати Социјалдемократскиот сојуз и дуи во владата пред 2 години. Дали според вас треба да се има подцврст став во однос на уставните измени, но се барат гаранции за Македонија при евентуално оменување на уставот? Точно така, ние секогаш и секаде го кажуваме нашиот став и нема промена на нашиот став, бидејќи сите се свесни дека без пратениците на ВМРО-ДПМН во било која комбинација во парламентот не може да се случат повторни уставни измени и да, нашиот став е уставни измени со гаранции дека вметнувањето на бугарите од уставот ќе биде конечно и последно барање од страна на Бугарија, а не прв чекор после кој што ќе загазиме во нова бездна, која што ќе значи повторно бескрај на патот за Европа. Ви благодарам, господја Стојановска.